23 април. Задолжително е носење лична заштитна опрема на лицето при напуштање на домот, во сите затворени и отворени јавни места, кога нема да има можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Заштитната опрема за лицето е респираторна маска, марама или шал со кој се покриваат устата и носот. Физичката прекривка на носот и устата, кај сите граѓани ќе овозможи прекин на преносот на вирусот. Заштитна опрема задолжително се носи во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркети, продавници, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење јавен превоз. На отворено, заштитна опрема не се носи само ако престојувате во дворот или терасата од вашиот дом, ако возите велосипед, ако спортувате на отворено или ако се возите во патничко возило со лица со кои што живеете во заедница или домаќинство. Да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Денес кризниот штаб при општина Тетово го одржа својот 10-ти состанок поред, каде што добивме нови известувања од релевантните институции. На 4.5.2020 година во Тетово и општините денес се регистрирани 4 нови случаеви со COVID-19, со кои вкупниот број на диагностицирани и заразени изнесува 89 лица. Исто така, од овој број досега се излечиле 42 лица, а 6 починале. Според општините, овој број изгледа вака. Општина Тетово 39 случаеви, починати 2, општина Боговиње 29, починати 2, општина Теарце 6, општина Брвеница 6, починато 1 лице, општина Јегуновце 4 случаеви и општина Желино 5 заразени со 1 починато лице. Иако во земјава и во нашата општина имаме се поголем број на пациенти кои оздравуваат, но сепак имаме и нови случаи со диагностицирани со COVID-19, апелираме до граѓаните да бидат внимателни и одговорни, да одржуваат физичка дистанца и да носат заштитни маски во согласност со препораките и мерките на надлежните здравствени институции. СВР Тетово денеска информираше дека за време на викендот што поминал, во општина Тетово утврдени се 25 прекршувања на полицискиот час, но генерално, значи, ограничувањето е почитувано. Во изолација по одлука во општина Тетово се вкупно 181 лице, во самоизолација 66, додека во државниот карантин на Попова шапка има 117 лица. Исто така, СВР Тетово информира дека за време на викендот биле дадени 48 писмени забелешки за неносење на заштитна опрема. Како што информиравме, за време на викендот општина Тетово ја започна акцијата за дистрибуција на 15.000 пакувања со заштитни маски на раквици и летоци со информации како превентивна мерка за заштита од COVID-19. Според планот за дистрибуција, започнато е со централните и приградските населби, а во наредните денови ќе бидат опфатени и селата на општина Тетово. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на вработените во општинската администрација и јавното предпријатие Градски паркинг за нивната активна вклученост во пакувањето и дистрибуирањето на овие материјали до граѓаните. Исто така би сакала да известам дека општинските служби продолжуваат да дезинфецираат и мијат јавните патишта и простории и овој процес ќе продолжи со ист интензитет. Општина Тетово и кризниот штаб продолжуваат да ја следат и управуваат состојбата во однос на ширењето на COVID-19 и секако остануваат во координација со сите други надлежни институции за што побрзо да излеземе од оваа криза. Да. Како што кажавте, има оздравени, меѓутоа тоа не значи дека треба да се олабавиме. Нели владата кажа дека ќе ги олабави во наредниот период мерките, меѓутоа конкретно не кажа како. Дали имате вие некој став околу ова, треба ли да се олабават и можеби имате некои конкретни предлози како треба да се олабават овие мерки? Ние секогаш како општински штаб сме имале предлози, значи, за затегнување на мерките. Денеска, значи, апсолутно ги дискутиравме сите податоци, но ценевме дека сепак до утрешниот ден не би оделе со наши предлози.
Зошто го велиме тоа? Апсолутно задоволни сме од бројките на 42 излечени лица од вкупниот број, што е околу половината. Но фактот што, например, денеска со новите податоци имаме 4 нови случаеви, не прави предпазливи. Така да би сакале да останеме предпазливи во денешниот, утрешниот ден, додека евентуално да одиме потоа со предлози. Но секако, например, олабавување на мерките во однос на дел од бизнисите и сето тоа треба да почне да се разгледува, особено значи за тој дел од бизнисите кои се помалку евентуално ризични. Затоа поради тоа оставивме да изанализираме и денешниот ден и евентуално утре да дадеме и предлози. Значи, нормално свесни за фактот дека не е, ниту беше, ниту е лесно да се издржи изолацијата. Но сакаме да ја сочуваме предпазливоста, за да не правиме грешки кои би не натерале после уште да побараме подрастични мерки. Да. Кои се тие бизниси кои што најверојатно имате и ваш став и ваши предлози сега, нема официјално да ги побарате владата, меѓутоа кои бизниси според вас треба можеби во наредниот период да се олабават, ако немаме голем број на случаи како денешниот, да речеме? Јас мислам дека целовој период претежно работеле дуќаните и бизнисите кои се поврзуваат со прехранбени продукти. Сметам дека евентуално полека може и треба да се размисли за бизнисите, например, за техничките продукти, за облеката и целиот тој момент, што сметам дека можеби не е првата опасност, тоа исто така го дискутиравме и затоа оставивме да правиме евентуално едно скалило на што сметаме дека би било тоа подобро. Но и што и да е, значи предпазливоста треба да биде дел од нашиот живот апсолутно идните месеци. Се додека имаме значи се уште случаеви кои примаат третман во нашата клиника, значи во инфективниот одел. Значи имаме бројка на луѓе кои се на третман. Се додека имаме луѓе кои се лечат дома, но кои се позитивни. Сметам дека апсолутно предпазливоста не треба да напуштиме од рака. Да. Во однос на полицискиот час има некој најави дека може во викенд би се укинал и само би бил полициски час после 21 часот за секој ден од неделата. Кој е вашиот став? Значи 21 часот, окей, не би требало според нашиот кризен штаб ништо нагло да оди, туку напротив, како што мерките дојдоа постепено како резултат на ситуацијата која ја имавме, апсолутно целиот овој процес треба постепено да се врати во нормала. Токму поради фактот што искуството на многу земји со многу тешка слика која ја имавме од нас, значи тој процес го одат постепено. Значи има земји каде што олабавувањето или комплетно декарантирањето им оди од денеска, почнувајќи од денеска, но не треба да го заборавиме фактот дека тие се карантиниране пред нас. Значи целиот тој процес им е течен подолго и апсолутно и ние треба да го изодиме постепено. Прво човек може да постига во петокот, мислам дека најави можно е да проработат огостителските објекти на принцип земји и оди, меѓутоа централниот штаб тоа не го прифати. Дали вие како кризен штаб кој што е еден од поголемите во државата би побарале такво нешто, нели, за работа на тие објекти кои што знаеме дека се најпогодени со корона кризата? Ние значи затоа ви реков денеска од нашиот состанок немаме барања поради фактот што сакаме да одиме со некои работи кои имаат и логика и ќе бидат прифатени. Значи, според нашите анализи, ние сметаме дека апсолутно најдобро, најпрво да се оди со тие бизниси кои
најлесно и најбез проблем би можеле да функционираат. Додека како што веќе знаете, дел од локалите нашите и ресторантите, као Taking, Земај и Оди, апсолутно биле отворени и се уште се отворени и работат. Значи, кај нив веќе кога ќе се оди со отворање, ќе се оди сигурно веќе со нови чекори, додека тие што се комплетно затворени е добро да се види да се отворат. Како и да е, ние сметаме дека одиме кон надобро. Ние сметаме дека одиме кон релаксирање на мерките и важно е тој процес, значи да оди со сигурни чекори, за да веќе не се вратиме каде што бевме. Затоа што враќањето назад ниту го посакуваме, ниту па е добро ни за нашето генерално духовна состојба што ја имаме, а исто така и е важно, значи веќе тие мерки кога ќе почнат да се ослободат, да водат кон целосно ослободување на процесот, а не кон ефекти кои би биле проблематични. Се намалуваат рестрикциите на движењето, но за да се заштитиме, мора да сме многу внимателни и да ги почитуваме сите мерки. Секој работен ден, од понеделник до петок, е дозволено движењето на граѓаните од 5 часот наутро до 19 часот. За лицата над 67 годишна возраст е дозволено движење секој работен ден од 5 часот наутро до 12 напладне. Младите лица до 18 години може да излегуваат од понеделник до петок од 13 до 19 часот. Се намалува и рестрикцијата за движење за време на викендите. Дозволено излегување до сабота до 15 часот. Повозрастните можат да излегуваат од 5 до 11 часот. Младите од 12 до 15, а сите останати граѓани до 15 часот. При секој излегување надвор, строго да се придржуваме до мерките за лична заштита, да носиме заштита за лицето, да држиме дистанца од 2 метри, затоа што само така го штитиме сопственото и јавното здравје, да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Да, може би прашање за општење и за прв човек на општењето, меѓутоа, како е состојбата со бизнес секторот? Најверојатно имате многу податоци за тоа што знаете дека Титовиот град со многу мали и средни предпријатија. Каква помош пред се треба да им се дадат на тие сектори кои што веќе имаат отпуштени работници? Значи, апсолутно дека отварањето и олабавувањето на мерките се повеќе ќе ги отвори големите и сериозните последици од оваа криза. И големите сериозни последици од оваа криза се токму по нашите локални, приватни, а предпоставувам и по големите бизниси. Значи, ние сметаме дека првиот сет на мерки што ги донесе владата се многу важни, како што исто така во рамки на кризниот штаб ангажиравме дел и екипа која ќе им помогне на компаниите не само да се информираат за мерките, туку евентуално ако треба да им се помогне со папирологија и се друго, затоа што знаеме дека сигурно тие имаат сега помалку и луѓе ангажирани во своите работни места за да се пријават да ги користат тие можности. Што нас ни е важно, а сметам дека и на државата, нас ни е важно никој да не губи работно место. Дали примал пола плата, четвртина од плата, но ни е важно да не бидат изгубени работните места. И нашата сугестија за втор сет на мерки е секако по секоја цена да се најде начин да се сочуваат работните места. Затоа што, например, сме добиле за еден месец една социјално загрозена категорија. Ете, пластично тоа ќе го кажам како е. Например, ако имаме еден пар, каде што од средно млади години, например, каде што едниот работи како кенлер, додека другата
во некој козметички салон. Значи, двете работни места не постоеле, не биле активни тој период. Така да е многу важно да некако да ја повратиме оваа категорија како прва категорија и во мерките овие елементи на пример да се имаат предвид и да се гледат исто така и семејни мерки. Значи во едно семејство да се гледат начини барем во тој процес на враќање на работните места, минимум еден од партнерите да може да си го поврати местото за да имаме социјална стабилност во рамките на семејството. Тоа ние како идеја што нас би ни била многу важно и би го поддржале со нашите можности во однос на спремање на документи и на се. Тоа што исто така податоците го кажуваат во однос на дозволите кои беа земени цел овој период е дека земјоделците, сточарите се одржуваа во целиот процес, пошто нели ја одржуваа работата, но е многу важно, значи целиот тој процес, пазарот и индустријата за преработка на храната, за да може да тоа што тие произведуваат да може да има пазар. Значи целиот овој процес ќе биде нелесен процес за нас како земја, но се надевам дека и со соработка со Европската Унија и со добро користење на евентуално и нивните знаења и искуства, па и пари, да, например, да го поминеме. Во однос на економија, ова ние ќе ни биде тешка година. Но, можеби, ова е исто еден начин да зголемиме солидарноста меѓу нас. Сите ќе бидеме скромни во однос на нашето живење, велам, до крајот на годината, се со цел да може општеството некако да се движи напред. Да, во однос на мерката која што ја побаравте и влада ја одобри за ограничување на движењето од една во друга општина за јавен превоз, кој е вашиот став, дали уште долго време ова ќе остане? Па јас мислам дека во рамки на размислување за олабавување на мерките и таа ќе биде една од мерките за која ќе треба да полека почне да се размисли за олабавување. Значи велам ако со тенденција продолжува оваа тенденција да се намали бројот на нови случаеви и да се зголеми бројот на луѓе кои оздравуваат. Значи нас ни е важно да имаме например ден-два без случаеви. Се уште го немаме. Да се разбереме, целиот овој период ние имавме два пати ситуации кога имавме на еден ден над 10. Секогаш сме биле кај овие бројки 4, 5. Затоа ни е важно да имаме ден кога, не знам, неколку 2-3 дена со еден случај. Тогаш апсолутно ќе може да уште похрабро да размислиме за отварање. Како и да е, ние одиме кон отварање, но треба да сме предпазливи. Боле да сме сега предпазливи, отколку после да се вратиме каде што бе. Минатиот пат во претходното интервју кажавте дека можеби жителите на Тетолоп и на целиот Тетолски регион не се свесни за тежината, затоа што, како што самата кажавте, вирусот не го гледаат. Па можеби поради оваа несвесност нивна и затоа нели се донесе мерката носење задолжителни маски. Како гледате на сето? Дали ја почитуваат граѓаните мерката или дали можеби во тој пункт треба да бидеме поригорозни, затоа што сега полицијата само опоменува, нема правни мерки како да го казне лицето кој што не носи маски во маркет, во продавници или каде што не може да се одржи таа дистанца? Ние најпрво апсолутно останувам на фактот дека ризикот што не го гледате на луѓето им изгледа полесен. Но јас, например, сум поразговарала со позитивните случаеви, сум се слушнала и со нивни семејства. Има два случаева кои се, едниот е со
оксигенска, со кислородна поддршка, значи во клиниката во Скопје. И верувајте ми, кога разговарате со неговото семејство, моабетот не е толку интересен. Значи, апсолутно како ризик е сериозен и ние мора да се освестиме дека нашиот начин на живот нема да биде како порано. Најпрво, токму поради тоа, ние кога ги добивме, кога владата одлучи да ни ги даде овие 30.000 маски, ние токму поради тоа како штаб минатата недела одлучивме дека најдобро е ние да ги дистрибуираме до домовите и на тоа ние додадовме од наши средства уште 15.000 значи ракавици и плюс информациите. Доколку добиеме друга донација, исто пак ќе го направиме, пак ќе го дистрибуираме до граѓаните. Велам дека уште некое време нашиот начин на живот, каде што сакаме многу да сме заедно, да одиме по гости, да се дружиме многу, мислам дека од тоа ќе мора да го смениме нашиот однос од тоа. Никому не му е пријатно да оди од дуќан у ракавици и у маски во мај месец, а идниот месец ќе биде јуни. Но доколку со тоа ограничуваме проблем што им ствараме на другите и на себе си, апсолутно тоа е подобро. И пак велам, особено во однос на повозрасните. Значи, тие се лица кои се во сериозен ризик и ќе треба максимално да ги пазиме. Мораме нашата свесност да ја, значи со олабавување на мерките, мислам дека треба да се зајакнат мерките за носење на заштита. Значи, има земје, како што беше Шведска, која не ни воведе забрана на движење. Ама луѓето без потреба не излегува и си носеа значи заштита. Значи у еден маркет каде што во текот на еден ден може да влезат 1000 души. Значи епидемиолошките слики покажуваат дека кога се прашуваат, биле прашани на пример некој кој испаднал позитивен, кај сте биле последните 3 дена? Кај бил? Бил у маркет, бил кај дуќанот, тука во малото, бил некаде. И, например, доколку носел заштита, апсолутно кој да бил тука е покриен и е сигурен. Значи, нема да го доби, ама ако не носел заштита е проблем. Така да, поради тоа, тука е ризикот на оваа болест и нашиот начин на живот, нашиот свет, барем оваа година, ќе биде малце поразличен од светот што на кој живеевме до февруари. Така. Госпожа Рифи, благодарам за разговорот, имате убаво здравје. Фала сите и вие, исто така. Мерките за ограничување на движењето се олабавуваат и секој од нас ќе може да помине повеќе време надвор, а со тоа да се намалат гужвите во продавниците и банките. Но да не заборавиме дека мора да сме многу внимателни и да се заштитиме. При секој излегување надвор строго да се придржуваме до мерките за лична заштита. Да држиме растојание од 2 метри во затворени и отворени јавни простори. Никогаш да не се групираме повеќе од 2 лица, при што во група од 2 не се вбројуваат деца по 14 години на тие лица. Од сега, задолжително е носење на маска, марама, шал во сите затворени простори. Заштитна опрема се носи и надвор кога не сме во можност да ја одржиме потребната дистанца од 2 метри, како на пример на пазарите. Да останеме дома, да не излегуваме без потреба, да не се групираме, да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот.